Денеска завршува најголемиот великденски пост. Верниците кои изминатиот период постеа треба постепено да го прилагодуваат организмот на мрсна храна, советуваат лекарите. Потребна адаптација на месо, јајца со цел оваа храна да може полесно да се свари, со што нема да дојде до здравствени проблеми. Не само од верски, постот има и медицински оправданост. Постои еден период на адаптација кога ќе се вратат на нормалната исхрана, а знаеме дека Великденот изобилува со, така да кажем, калорична храна, значи јагнешкото месо ќе биде на нашите трпези, јајцата. И сето ова, после долгиот период на постење, кога овие, така да кажеме, намирници што се со богати со масноти, потешки за варење, ни треба адаптација за нашиот организам да профункционира, односно да целата сите овие намирници ги свари. Надуеност, повраќање, тегоби се најчистите причини поради кои после постот се посетуваат болничките ординации. Доктор Митрова апелира граѓаните да бидат внимателни, да не претеруваат со храна со цел на Великден да не завршат во болница. Поентата е дека треба постепено и умерено да преминат во овој период, за да не се појават здравствени проблеми, како што, например, може да бидат од гастрични тегоби со надуеност, тешко сварливост, дури напад на жолчка, затоа што овие органи се оптоваруваат и доаѓа како стрес на нив после периодот кога били изоставени во исхраната на сите оние кои што постеле во периодот на великденските пости. Апелот останува ист кога е во прашање и алкохолот. Не е забранет, ама препорачливо е да биде умерен. Ситуацијата со алкохолот секогаш апелираме умерено и во нормални количини. Да, меѓутоа во оние умерени количини, кај оние што немаат други забрани или препораки каде што е забрането или редукција на алкохолот. Умереното прилагодување на организмот на мрсна храна по постот придонесува за мирно прославување на празниците.